Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени, овој пат од паркот Жена Борец во Скопје. В сабота овде е зборното место за учесниците на парадата на гордоста, петта поред во земјава и овој пат во организација на Националната мрежа против хомофобија и трансфобија. Ова е поводот за разговорот вечерва со моите соговорници, со кои ќе проговориме и за проблемите со кои се соочува ЛГБТИ заедницата во земјава. Дозволете да ви ги представам. Санела Шкриелј, доскорашна пратеничка во Собранието. Добре дојдовте. Добро ве најдов. И Стефан Каракачанов, член на организацијскиот одбор на парадата на гордоста, инаку програмски асистент во ХЕРА. Добре дојде и за вас. Добро ве најдов. И ќе почнам веднаш со вас, Стефан. Рековме в сабота, 22 јуни, овде е зборното место. Каков е дневниот ред, што е планирано? Парадата ќе започне со пристигнување на учесниците во 17 часот, токму овдека во паркот Жена Борец, каде што ќе бидат представени начините на однесување и протоколите за безбедност кои треба да се придржуваат самите учесници. Самата поворка ќе започне во 19 часот по одредената рута, која завршува во градскиот парк во стадионот на Арама, каде што ќе продолжи со културно-уметничка програма. Добро, тоа е веќе некаков стандард за парадите на гордоста. Паметам, минатата година беше слично. Да. Планирани се говори овде во Да, паркот Жена говорите Борец? започнуваат во после 17 часот. Планирани се неколку говори, пошто се почнува со поворката по означената рута. Дали очекувате гости од надвор? Очекуваме гости од надвор, очекуваме гости од соседните држави, кои што се поддржувачи на овој прад со повеќе години. Да, лето е, топло е и во Скопје и во другите места во земјава. Знаат и скопјани и другите да заминат и на викенди, но никогаш не било празно на парадата на гордоста. Предпоставам дека и годинава очекувате да имате солидна посетеност. Очекуваме да имаме поголема посетеност од претходните години, бидејќи пет е еден јубилеј кој го слави Скопје Прайд. И поради тоа и ги повикуваме и сите заинтересирани поддржувачи, не само на заедницата, туку и самите поддржувачи да пристапат на овој мирен протест и да поддржат заедницата и да ги слават вредностите кои ги славиме и ние. Слоганот на парадата е спектакуларно непослушни. Што треба да разбереме од слоганот? Од слоганот треба да сватиме дека непослушноста ја темелиме на политички аспект. Непослушноста самата по себе ние ја представуваме како начин на кој не можеме ние достоинствено и рамноправно да ги уживаме нашите права, тогаш избираме да бидеме непослушни, бидејќи некој да не втурнува назад во четири ѕидови и да не изолира од самата држава, тогаш ние заслужуваме да бидеме непослушни, а спектакуларни. Спектакуларни сме бидејќи секој овој товар кој го издржува нашата заедница е спектакуларен, бидејќи на крајот ние сме единствените кои танцуваме и се смееме, иако живееме во многу големи проблеми. Да. Што мислите вие за слоганот Шкриелј? Инаку бевте дел од интерпартиската парламентарна група во Собранието за унапредување на правата на ЛГБТИ заедницата. Учесничка сте на прајдовите. Што мислите вие за слоганот на годинашната парада? Јас морам да признам дека мене слоганот на прва навистина многу ми се допадна. Ми се допадна и делот на спектакуларно, затоа што навистина секој од нас има право да се чувствува и гордо, и спектакуларно, и да си биде горд и горда на својот идентитет, а идентитетите знаеме сите дека се повеќе слоевите. И тоа се однесува на секој еден од нас. Јас, знаете како, непослушноста ја доживувам како неизбежен чекор и фактор во развојот. Значи, не можете да имате динамика, не можете да имате развој доколку нема некои поединци, групи кои што ги преиспитуваат тие статус-кво мислења и ставови кои што ги има во општеството. А факт е дека во нашето општество ЛГБТ заедницата на вистина се уште се соочува со многу проблеми, со стигма, со дискриминација, со нееднаков пристап можности на учење, работа, така да непослушноста ја разбирам како дел од она што го имаме сите ние како граѓанска одговорност да придонесеме да работите одат на подобро. Шкриелј, една од главните забелешки или прашања што се поставуваат кога ќе се слушне дека ќе се одржува парада на гордоста и не само овде, на глобално ниво е
Зошто потребата од такво внимание? Зошто парада на гордост? Има луѓе кои што велат, не, јас немам ништо против хомосексуалците, лесбејките и другите, но зошто потребата од парада на гордост? Токму за да се укаже дека овие наши пријатели, членови на семејства, сограѓани, се тука меѓу нас, постојат, а се соочуваат со многу предизвици и проблеми да си ги уживаат своите основни човекови права. Пред некој ден прочитав еден многу добар статус, доколку има земја каде што хетеросексуалните парови или бракови се забранети, тогаш ајде да организираме, нели, и таква парада. Ќе повторам, секој има право да биде горд на својот идентитет и да искаже гласно со што се соочува, со сите предизвици и проблеми, и мислам дека Прајдот го гледам токму во таа насока. Значи, нашите пријатели, нашите кумши, нашите сограѓани кои се тука меѓу нас, а не ги уживаат ни основните човекови права. Мора да биде видливо тоа. Аз се спомне Прајд парада, а сме сведоци на избици на говор на омраза. Зошто мислите дека тоа продолжува да биде реалноста во земјата? Па, морам да кажам дека не е само во земјава. Тоа е еден тренд кој што е навистина загрижувачки и на европско и на глобално ниво. Се забележува засилен говор на омраза. Социјалните медиуми особено придонесуваат кон тоа, а и тука кај нас, значи секоја година во очи Прајдот, мислам дека доживуваат пик говорот на омраза, повиците за насилство врз членовите на ЛГБТ заедницата, и тоа само покажува дека навистина, како што испомнав претходно, се уште сме општество кое што негува длабоко конзервативни ставови, кои што тешко прифаќа различности, и тоа е само уште еден потик дека мора да работиме да го надминеме тоа. Она што е добро и што пак го гледам како некој позитивен сигнал е што имавме случаеви на насилство врз членови на ЛГБТ заедницата кои што беа процесирани од институциите, завршија со казна, така да тоа е некоја, да речам, надеж дека системот полека на вистина, меѓутоа ете почнува да функционира во еден дел. Она што исто така сакам да го истакнам како некој позитивен чекор повторно како иницијатива на граѓанските здруженија е што беше назначен и посебен јавен обвинител кој што ќе ги следи и ќе работи на овие случаеви говор на омраза, врз база на сексуална ориентација и родов идентитет, така да имаме некои помаци, меѓутоа на вистина се уште сме далеко од тоа да кажеме дека за жал како држава, како институција возможуваме еднакви можности за сите наши сограѓани, и тоа сите истражувања го потврдуваат. Имаше скоро едно истражување кое што покажа дека се уште и на Балканот сме на дното во однос на она колку права ужива ЛГБТ заедницата. Стефан, в петок има православен празник, Духов ден, задушница народски кажано. Сте чуле забелешки на таа тема дека Прајд парадата ќе се случи во деновите, затоа што празникот е наводно 3 дена, па дека ќе биде за време на празник? Не. До вас не стигнало? Не, нема стигнало. Вие сте чуле таква забелешка? Да, меѓутоа, знаете како, едно право не се коси со друго. Значи, човековите права не се нешто што можете да го изберете, ајде ќе се залагаме за нечии права на убедување и практицирање на тоа убедување на една група, меѓутоа не за сите, или верувате во човековите права или не. Така да мислам, како што се разбира дека верниците имаат право да ги практицираат своите убедувања и вредности, така и нели припадниците на ЛГБТ заедницата имаат право да ги искажуваат јавно своите вредности. Стефан, и самиот во првиот одговор рековте дека учесниците овде ќе бидат запознаени со препораките за тоа како да се однесуваат од безбедносен аспект. Имавте ли контакти со МВР во овој период пред настанот и како помина таа комуникација овај период на мандат на техничка влада инаку? Да, комуникацијата со МВР е иста како и претходните години. Се оди по воспоставената практика. За сега немаме никакви проблеми. Очекуваме дека ќе се одвива и оваа парада, иако е со нова политичка структура во најсовршен ред како и до сега. Сепак безбеден Прајд значи празник за една демократија, а Македонија веруваме дека е демократска држава и дека и новата влада ќе се стои да ги почитува тие темели. Иако ако од формален аспект нели ги гледаме работите, веројатно до сабота ќе нема се уште нова влада. Таа веројатно ќе се бира во недела, велам за тоа
во мандатот на техничката влада. Предпоставам дека контактите почнале со Панче Тошковски во периодот додека се уште беше технички министер, сега веќе не е, бидејќи според изборниот законник, односно според законот за влада, мандатот му завршува со објавувањето на официјалните резултати од изборите, така што сега на чело на МВР е заменик министерот за внатрешни работи. Да. Комуникацијата е иста како и порано. Се срекни сме дека немаме некои посебни проблеми со организацијата, така што очекуваме безбеден прајд и оваа година. Добро. На пресот за најава на парадата, меѓу другото, беше речено, се чини дека нашите сограѓани зборуваат забораваат на најекстремните форми на насилство кои што секојдневно и самите ги трпат, а за тоа не се виновни ЛГБТ и луѓето. Работниците умираат на своите работни места. Работодавците им бројат колку саата смеат да поминат во тоалет. Нашите сограѓани се на најсуров начин третирани во здравствениот систем. Луѓето не можат да одвојат еден оброк за да ги прехранат своите деца. Ова е реалноста во нашата држава, па пораката беше насочете го вашиот гнев таму, наместо кон најслабата група во ова општество. Ваш коментар на ова? Па се согласувам, секогаш е најлесно да удрите по најслабите и најранливите во општеството. Навистина, како држава и како општество се соочуваме со многу проблеми по почитување на човековите права, работничките права, така да би било добро да сме подеднакво гласни, нели, за сите овие предизвици. Тоа мислам дека е резултат на тие засилени антиродови и антидемократски движења кои што глобално се засилуваат, меѓутоа мораме да констатираме дека тука кај нас особено се засилија последниве години, кои што се обидуваат токму да ја пласираат таа теза и да ги прикажат припадниците на ЛГБТ заедницата како одговорни, нели, за се што се случува во општеството, бидејќи ние немаме проблем со сиромаштија, со инфлација, со владење на права, корупција, нели имаме проблем само со тоа што ЛГБТ заедницата сака да ги ужива своите права. Треба да сме свесни за тоа, треба да сме свесни за позадината на тие антидемократски движења, дека нивната цел и тие што ги финансираат токму тоа и сакаат да го постигнат, нели, да ги нарушат тие демократски вредности кои што треба да ги негуваме како држава, така да би се согласила дека навистина би сакала да видам подеднаков ангажман на сите нас, на граѓаните, на верските заедници, нели, во однос на она што значи почитување на човековите права на сите други групи кои се соочуваат со предизвици и на крајот на криштата пораката е секогаш иста. Значи, одговорност за тоа да секоја индивидува во општеството си ги ужива своите права е на институциите. Никако не може да биде на една мала група на наши сограѓани кои се и така маргинализирани, се надвор од институциите. Така да одговорноста да си ја бараме како граѓани кај институциите. Ако треба да ги лоцираме главните проблеми на ЛГБТ и заедницата во општеството, кои според вас се тие во овој момент? Па самото тоа што се соочуваат се уште со многу стигма и дискриминација ги оневозможува да имаат подеднаков пристап до квалитетно образование, ги оневозможува да имаат еднаков пристап до работни места и вработување. И многу често ќе ги видите понатаму во системот на социјална заштита, нели, во безбедни кругови, во затворени кругови, кои што не овозможуваат да тие од друга страна, знаете како, да го искористат својот полн потенцијал да и помогнат и на државата. Излезе Светска банка со едно истражување колку ја чини не само нашата држава, туку секоја држава која што не работи на тоа да оние исклучувањето од пазарот на трудот. Да. Значи ние мора да почнеме и така да ги гледаме работите. Значи битна е секоја една индивидуа во општеството. И значи државата може да има само бенефит ако им пружи еднакви можности на сите, и овозможи услови да го искористат својот потенцијал, да ги види активни на пазарот на трудот, наместо да ги гледа во затворен круг во системот на социјална заштита. Што се вашите сознанија во овој дел? Имаат ли такви проблеми припадниците на заедницата? Да речем, при вработување? При вработување немаме одговор. Добро, окей. Новата концепција за основно образование, која што беше промовирана пред неколку години, на која што и вие, Шкриелј, активно работевте,
го предвиде принципот на родова еднаквост како еден од главните принципи. Колку според вас тоа успева и практично да се спроведува? Како што кажавте, во новата програма за основно образование предвидено е главниот столб е родовата еднаквост и таа родова еднаквост треба да се вметне во сите предмети, бидејќи уште од најмала возраст треба да се научат децата дека треба да се живее во единство, во достоинство, соживот да имаат меѓу себе, да се научат да се почитуваат меѓусебно. Тоа е предвидено со сите предмети во основно образование и дополнително со изборниот предмет во 9-то оделение за сеопфатно сексуално образование, каде што младите ученици ќе можат да се сознаат за своите чувства, за своите емоции, како се градат квалитетни врски, репродуктивното здравје како функционира, некои работи кои што досега во основно образование не може да се научат, а се неопходни за квалитетен развој на личноста понатаму, за се гради едно квалитетно општество кое ќе знае каде цели и ќе има квалитетна иднина. Шкриер, имаше многу забелешки за концепцијата, што основани, што неосновани, се разбира, иако беа главно на тоа како се спроведува таа, не може би толку содржински што предвидува. Кои се вашите сознанија? Дали овој принцип се применува соодветно? Она што можам да го кажам е дека ако велиме дека долгорочно суштински за да направиме промена образованието, единствено преку образованието ќе градиме генерации нови кои што веруваат во овие вредности, а добро беше спомнато дека родовата еднаквост покрај инклузивноста, интеркултурализмот, беа основни темели на новата концепција и тоа не беше направено според тимот на министерката, туку според истражувањата, искуствата и експертите заедно со УНИЦЕФ, со Светска банка, ОСД, значи она што значи најдобар развој на детето. После концепцијата се пристапи кон изготвување на нови наставни програми, по тој след се оди, и понатаму кон подготовка на нови учебници. Процесот додека го следавме, ние, во делот на новите учебници ги имаше овие аспекти, така да јас навистина сакам да верувам дека ќе се продолжи во таа насока. Ние можеме да дискутираме во делот на примената, се разбира дека треба и обука на наставници, се разбира дека треба промени во студиските програми на педагошките факултети, меѓутоа навистина мислам дека не би требало ниеден од нас да не се согласи дека треба да имаме образование и членови на ово општество кои што ги негуваат овие вредности. Ова може би беше еден од пробивите за време на претходните 7 години од владењето на СДСМ. Имаше многу поголеми и најави и очекувања, но тие не се реализираа. Пред се зборувам за законски интервенции. Едната која што требаше да се случи беше во Законот за матична евиденција и таа требаше да доведе до правно признавање на родот, и втората беше да се донесе закон за родова еднаквост. Но велам, ни едното ни другото не се случи, што оди, како да кажам, на контото на одговорноста на гарнитурата која што сега веќе е во опозиција. Од оваа дистанца сега кога гледате на тие процеси, што мислите зошто не се случија законските интервенции? Факт е дека СДСМ направи некои многу битни исчекори. Значи, го повторуваме, меѓутоа е битно постојано да го повторуваме Законот за заштита и спречување на дискриминација. Факт е дека организирањето на Прајдот се случи во време на влада предводена од СДСМ и имавме на вистина секоја година одлично организиран Прајд, значи со многу позитивна енергија, без никакви скоро инциденти. Меѓутоа исто така точно е факт е дека за жал СДСМ се повлече под напливот на сите овие напади што доаѓаат од антиродовите движења
движења, вклучително тука и верските институции, се повлече под сите тие напади, што за мене лично и тогаш го кажав тоа, заедно со уште неколку колешки мои пратенички, јавно се спротивставивме на тоа и од денешна дистанца кажувам дека апсолутно мислам дека тоа беше погрешен чекор, затоа што не смеете да отстапувате, пак ќе речам оно што значи основна демократска вредност на секое општество. Дали сте во тек што се случи потоа, бидејќи интервенциите во законот за матична евиденција беа вратени на доработка. Најпроблематичен, најконтроверзен се чинеше делот во кој што се предвидуваше можност за промена на родот со изјава. И тоа се сметаше за многу либерално решение. Имаше пратеници во собранието кои што бараа друг тип на решение, па укажуваа на примери од некакви поразвиени демократии. Дали сте во тек потоа во работната група што се случи? Мислам дека искрено тој процес застана. Затоа што да, секако дека може да се разговара и за поинакви решенија, меѓутоа главниот проблем е што тој процес застана. И нешто слично се случи и со предлог законот за родова еднаквост. Значи да, имаше наратив дека еве се враќа на доработка, дополнителни консултации, меѓутоа тој процес едноставно застана и пак ќе кажам и тогаш и од оваа перспектива мислам дека тука се направи грешка, затоа што тие закони не беа, значи беа резултат на долги дискусии. Значи секако дека имаше работна група, секако дека беа комуницирани со интерпартиската парламентарна група за правата на ЛГБТ заедницата, каде што меѓу останатото имаше членови од сите партии, вклучително и од партијата која што сега ќе ја предводи владата ВМРО-ДПМН. Така да мислам дека тоа беше една ситуација каде што за жал политичарите подлегнаа под притисокот на одреден дел од јавноста и по мене тоа беше погрешен пристап и начин како политичарите треба да бидат и да останат конзистентни во бранење на своите вредности. Затоа што секогаш ќе имате отпор, ние сме општество што е отпорно на промени, тоа е факт. Така, меѓутоа секогаш ќе имате и отпор со одреден дел од општеството. Да, битно е да се разговара, битно е да се седне на маса, да се разгледаат и други решенија, меѓутоа за жал она што се случи дека едноставно тука престана да се разговара за тие теми и се помалку слушавме диалог внатре во собранието и во институциите на тие две теми. Од денешна перспектива ќе повторам, навистина мислам дека не требаше да се случи, затоа што со дополнителното сега засилување на крајно десничарските, гледаме што се случи на изборите за Европскиот парламент. Не имаме засилување во крајната десница, малтане во оние неофашистички движења. За жал не можеме да очекуваме дека во делот на овие права ќе имаме некој унапредување. Така да мислам дека се пропушти еден битен момент да се донесе такви решенија. Стефан, еве и Шкриел го спомна аспектот на промена на власта, неспорно е, броиме денови до изборот на нова влада. Имаше големи очекувања, рековме, од гарнитурата која што сега заминува во опозиција. Нешто се случи, дел не се случи. Што мислите вие, каква е перспективата нешто да се менува сега во следниве години, бидејќи сепак десничарска влада доаѓа на власт? Како што кажа Санела, се направија големи први чекори, што е за поздравување, но сега со десничарска идна влада не очекуваме дека ќе има некој напредок. Ја лично би се радувал доколку се оствари таков напредок, но сепак надежите се мали, бидејќи како што видовме во една од нивните програми не беше вметната некоја полиберална политика, а не особено за ЛГБТ плюс заедницата. Така што ние сме овдека да останеме, да притискаме да се истуркаат тие закони како граѓански организации, но сепак тоа останува на вршителите на функции да остане и тоа колку се они свесни, колку сакаат да ја унапредат државата и колку сакаат ние да се развиваме поевропски. Шкриел, може ли да биде предизвик дури и формирањето на интерпартиската парламентарна група во ваков состав на парламентот? Јас на вистина сакам да верувам дека нема, затоа што ќе повторам, имавме ние во групата членови од сите партии, вклучително и колеги и колешки членови од ВМРО-ДПМН, кои што присуствуваа, додуше присуствуваа на затворените состаноци, не беа многу во јавноста присутни со подршка, меѓутоа сепак сакам да верувам дека тоа ќе продолжи. Сакам да спомнам дека и
сегашната председателка беше членка на таа група, која што во својата кампања се презентираше како бранителка на човекови права и навистина би сакала да видам и поактивна јавна вклученост на оваа тема, затоа што мислам дека тоа е битна порака што доаѓа од највисоките носители на државни функции. Многу е важно за носителите на државни функции, нели, даваат подршка за овие теми, затоа што на тој начин се менува и јавното мислење. Меѓутоа ќе следиме. Да, сега кога сме кај десничарите, еве и во соседна Грција има десничарска влада. Верувам на изненадување на многумина во земјава, се разбира не ја следиме во детали динамиката внатре во Грција, но таму беше усвоен закон за признавање на истополовите бракови. Велам во мандат на конзервативна партија на власт во држава во која што црквата е многу влијателна. Премиерот Мицотакис реши да ги издржи критиките и во собствената партија и надвор од неа, а и од црквата. Што мислите вие за ова? Па јас мислам дека во суштина идеолошките разлики помеѓу левицата и десницата се разбира дека тука не зборувам за онаа крајна десница, она што значи умерена десница, десно центар, би требало да се во насока на пример, не знам, економските политики. Ние се разликуваме во дело дали сме за рамни, ниски даноци, прогресивно даночување. Меѓутоа, сепак во една демократска држава не би смеело дискусијата и идеолошките разлики помеѓу левица и десница да се во делот на почитување на основните човекови права. И ова е навистина еден позитивен пример, позитивен пример и од аспект што Грција го покажа тоа, дека ние на други теми ќе дискутираме за нашите идеолошки разлики, меѓутоа човековите права ќе се почитуваат и во однос на тоа дека треба да се биде, пак ќе повторам како политичар, посебно кога раководите влада, доследен на оно што сте го ставиле во програма и што сте го дале како ветување. За мене доследноста е една од клучните работи кој што треба секој политичар и политичарка да ја има. Вие нели добивате можност да формирате влада. Главно на СДСМ сте му лута и таму гневот го лоцирате. Знаете како, јас секако дека најмногу се борам во рамки на својата партија да допринесам. Меѓутоа генерално можеме да видиме и по првите чекори на оваа влада во друг аспект како веднаш отстапи од некои своји, да речам, наративи и ветувања кои што ги даваше за време на предизборната кампања. Така да оно што нас тука ќе повторам ни фали е доследност. Значи вие излегувате со одредена програма, добивате подршка од народот да формирате влада врз основа на таа програма и клучно е да се држите до таа програма. А на наредните избори, нели, секако е право на граѓаните да се одлучат дали се за или не. Добро, допомена ќе ви каже, ништо не ветивме за ЛГБТ заедницата, ќе бидеме доследни во тоа. Сега малку банализирам. Па добро, јас сакам да верувам дека сите оние исчекори кои што ги правеа во предизборието да се среќаваат и да им ветуваат на граѓанските организации подршка за многу работи, дека ќе се останат доследни на тоа, ќе следиме. Сакам, пак ќе повторам, заради доброто на сите наши сограѓани да верувам дека ќе профункционира таа група, иако пак ќе повторам, земајќи ги предвид сите трендови, а историски ако се навратиме, факт е дека овие позитивни исчекори сепак секогаш ги правела СДСМ кога била на влада, меѓутоа пак еве останува да видиме и да следиме. Стефан, дури критиките за измените во законот за матична евиденција на крај се сведуваа на тоа дека водат кон признавање на истополови бракови. Тоа некако е главната бабарога, да речам, кога се зборува за правата на ЛГБТ и заедницата, но за жал тоа е едно следно ниво на права. Кај нас се чини ние се уште зборуваме за базичното ниво и тоа е некако недостигнато, така? Па не е достигнато ако не можеш да се чувствуваш и да се идентификуваш како тоа што си ти, ако државата не ти дозволува, тоаш како можеме да направиме ова за таа држава да се развива, да признае исти полови бракови. Како мораме да почнеме од малите чекори да се решаваат. Иако во едно интервју и сегашната избрана председателка имаше кажано дека она би поддржала признавање на граѓанска заедница, тоа е еден знак да се надеваме дека може нешто да се промени подобро, но сепак мислам дека првенствено треба чекор по чекор да се оди, па да се дојде до едно ниво каде што оваа заедница ќе има едно ниво на признавање и почитување на нивните права. Шкриел, Грција е веројатно првата мнозински православна земја
во кое што се признаваат истополовите бракови и Македонија е мнозински православна држава, во другите нема такво нешто, иако во само да соседна Црна Гора, да, нели во беше? Црна Гора во 2020 година, значи ги легализира истополовите граѓански заедници. така. А Црна Гора е исто така една, да речам, многу традиционално општество. Влијанието на црквата е и таму многу силно, меѓутоа тој е уште еден пример дека нели тоа беше најавено како мерка и наспроти имаше, се разбира, и таму и реакции и критики и се донесе таа мерка и како што можеме да видиме, ниту Црна Гора, ниту Грција се распаднаа како држави, ниту си го изгубија идентитетот, така да мислам пак ќе се навратиме на она дека секогаш е најлесно да удрите по најранливите и да причината за незадоволството од многу други работи нели ја барате во една мала група која што и така е доволно незаштитена, да речам, и оставена сама на себе од државата. Добро, полека привршуваме, значи уште еднаш сабота во 17 овде зборното место, а журката е потоа во паркот. Во паркот. Да, на стадионот на Арам. На Арама. Во 22 часот. Добро, да се надеваме дека учесниците ќе ги послужи времето, бидејќи знае да биде променливо во овој период од годината. Ви благодарам за овој разговор. Благодараме. Ми беше задоволство. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. До крајот на 360 степени одгледајте новата саботажа. Пријатно. Ветувањето дека ќе заборави на Северна тешко се исполнува, но никој не памети дека било речено ти нема да се спомнува ниту Македонија. Сериозните и сложени државнички обврски изгледа дотолку ја навјаса председателката, што може би подзаборавила, како што тешко се сеќава кој ја придружувал на последното патување. Со мене беше надворешниот советник, со мене беше, ајде подсетете ме, значи, надворешниот советник, еден човек од обезбедувањето беше. Во меѓувреме, нашите надворешно политички коментатори не се занимаваат со видоизменетите македонски позиции, туку ги решаваат светските проблеми. Не баре се свекници во спалните соби на светските лидери, тие однапред знаат дека Бајден ќе победи и дека Джил ќе успее да му направи притисок за Хантер. Кога ќе поминат изборите на 5 ноември, он ќе го амнестира синчево, ќе рече, па жена ми плаче цел ден, морам да го амнестирам. И кај нас се најавува амнестија, додека се случи, затворите мора да функционираат. Најчесто како duty free шопови. Изборот на стока сепак е лимитиран и не може баш да се најде се, освен ако не биде побарано. Дрога не. Мислам, командирите дрога не унасот. А за телефони, за ракија, унасот. Други некои си работи што треба. Се гледа дека си постои систем кој дава резултати. Секој си ја знае работата и нема никаков судирни ингеренции. Надвор е малку поразлично. Може да ви задат змии и да ве грицкаат глувци, бидејќи никому не му е јасно кој е одговорен да го реши проблемот. А за во решение да преземе општината кои се надлежни. Пастерицата, што е неизино, ќе оправдавали. Па доколку не можат, нека тражат чарај нешто, во не со години е 30 години е вака. Може би пак нешто и се менува. Новите директори изгледа дека се воодушевени од депското дело на Душан Ковачевиќ, штом се реферираат дека компанијата која ја предводат, Охридските гробишта, нема да го трчаат последниот круг. Јас сакам моето предпријатие да го видам спремно, во кондиција за 42 км 127 метри. Со тоа сакам да кажам, сакаме да трчаме маратон. И на крајот, кога планетата за некого е толку мала, па најасно објаснува што значи сестра. Тоа означува полумајка е сестрата на сите браќа во свет. И Европа може, така да кажам. Тоа е.
најголема во светот, на второ место во Европа. Веројатно може и така.